Оставам. Окей. Така да, малку ќе зборуваме, може би ќе делува дека абстрактна темата, но ако нешто не е јасно, тогаш прекинувајте. Само потврдете ми дали добро се слуша? Да. Да. Окей, супер. Да. Добро. Дали ова горе нервен систем еден се чита? Под еден и под два, што се два органски система. Да. Се чита, да. Да, мене Zoom панелот ми ги покрива и никогаш не сум сигурен дали е во ред или не е во ред. Но како и да е. Опс, пардон. Неколку пристапи има, доколку разгледуваме овој пристап на кибернетски пристап, тогаш се зборуваме за Норберт Винер и основоположник на кибернетика, наука која што се занимава со управување на системите и како, мислам, теорија на нештата како се управуваат системите. Малку слично и кај нас тука, па затоа е искористена оваа теорија од кибернетиката и од Винер, каде што вели дека имаме, нели, систем кој што управува, тоа е централниот нервен систем, конкретно кај нас мозокот. Имаме управуван систем. Кога зборуваме за за движење, еве, нека биде движење, тогаш ние движењата ги одработуваме со помош на мускулите. Што значи мускулите се управуваниот систем. И сега таа спрега на мускули, зглобови коски, значи тој биомеханички лост некој, кој што се создава, не се создава, туку е ставен во функција, всушност нас ни делува дека ние придвижуваме некои делови од телото, но всушност што се случува се работи за мускулни контракции. Значи мускулната контракција за да се придвижи раката кон од лево во десно, тоа го одработуваат мускулите. Но нели се придвижуваат коските и на крајот ние велиме дека делови од телото се придвижуваат. Значи тоа е управуван систем. А системот кој управува е централниот нервен систем. И сега каква врска има тоа со тоа ние што го работиме кај движењата? Многу голема врска, кога особено зборуваме за формирање на моторички навики. Ке кажам што се моторички навики, ако веќе знаете од практичните часови. Но во процесот на учење нови движења, за почеток ќе кажувам, во процесот на учење нови движења ние го користиме едниот систем и другиот. Нели, размислуваме за движењето што треба да го направиме и потоа го изведуваме движењето. И тоа е некоја директна врска. Арно, ама наставникот вели или тренерот, тренерката или како сакате, вели не е добро движењето или дали можеш да пробаш на овој начин да го изведеш. Значи прави некаква повратна врска. Прави повратна врска и вели чекај сега, дај да интервенираме во движењето. Добро, ќе пробаме да интервенираме во движењето, повторно се враќаме до централниот нервен систем и тоа е тој кој што ги реадаптибира насоките за изведување. Значи дава нови команди, дава нови насоки како да се изведе движењето. Значи ова е тој кибернетски систем кој што вели има систем на управување, систем кој што е управуван, директна врска помеѓу нив, повратна врска. Каде е улогата на наставникот? Или каде го гледате наставникот во овој вака поставен шаблон? Веќе кажа. Во управуван систем. Не. Тотално веројатно. Наставникот ќе биде во повратната врска. Управуван систем е мускулот. Значи наставникот дава насоки. Чекај, треба да искоригираме. Бевте на скијање, така или не? Не одите ви оваа година на скијање. Сите движења што ги учевме со јаженце, доколку некој не ги изведуваше по некоја насока, тогаш наставникот даваше насока и вели, не, чекај, ајде пробај на овој начин. Значи тоа е повратната врска ја дава наставникот. Нормално повратната врска не мора да биде од наставникот, може сами да воочите и не направив како што треба или ајде ќе пробам на некој друг начин. Значи тоа е теоретски се нарекува повратна врска, но сепак интервенција кај системот што управува или кај нас конкретно кај тој што го создава движењето, тоа е
човекот или анатомски ако гледаме во централниот нервен систем, туку тоест во мозокот. Во кај луѓето имаме не мислам повеќе системи, но овде се нервни ендокринно, не знам што се кажува. Најверојатно во нека друга конотација. Сега, ова е интересен момент каде што Берштейн истражува така руско потекло, добри поставки даде за формирање на моторички движења, се препознава неговата сензорна корекција, каде што вели, например, кога стоиме, нели, малите причини да не научат да одржат равнотежа. Не размислуваме за стоењето. Така, не мислиме дали се наведнува телото на назад па да направиме контракција, мускулни контракции од задната страна на телото за да го вратиме во положба или да направиме баланс. Не размислуваме, едноставно оваа сензорна корекција, значи на ниво на проприорецепција, на ниво на рецептори внатре во мускулите, се праќа во делови од секунда до централниот нервен систем и тој на несвесно ниво, значи на како да го кажам, субкортикално ниво, прави подесувања, тюнинг, значи мали подесувања кои што ни возможуваат да ја задржиме положбата. Па велиме дека има некој рамнотежа или не. Да, човекот кога стои, одржува рамнотежна состојба, положба. Инаку, ако не може да одржи рамнотежна положба, тогаш ќе дојде во каква состојба? Во лежење. Потпорната точка ќе се спои со центарот, со тежиштето на телото. Ама тоа ќе го зборуваме во рамнотежа. Важно сега сакам да кажам дека ова се врски кои што функционираат на ниво на онаа теорија горе која што ја споменав кибернетика, значи систем кој управува, систем кој е управуван и повратна врска, и сензорната корекција е таа која што прави постојано повратна врска, чекираат тие мали рецептори во мускулите и нели визуелниот апарат, може и со затворениот да се држи рамнотежа и на паќаат информации до централниот нервен систем дали положбата е добра во стоење или треба да се искоригира, нели? Само под дејство на стимуланти се едно е дали положбата е исправена или не е исправена. Како функционира ова анатомски доколку го разгледуваме, тогаш централниот нервен систем е системот кој што управува, значи органот кој што управува, и тој дава насоки преку еферентните нерви до мускулите. Мускулите изведуваат некои движења и праќаат информација назад до централниот нервен систем дали, например, навистина ногата е исправена или можеби е свиткана во коленото. Централниот нервен систем добива, праќаат информација, ама централниот нервен систем ги обработува тие информации. Во централниот нервен систем нели може да бидат, како што кажав, овие мускулни рецептори, да носат информации, но може да носат информации аудиовизуелниот апарат. Значи, сите сензорни органи кои што се вклучени во како сензација, како осети или чула во телото. Значи, може биде допир на кожа, може да биде, нели, звук и така натаму. Но, кога зборуваме, ако го разгледуваме анатомски, тогаш тој кибернетски модел ќе нас би изгледал некако на начин. Што централниот нервен систем е ефектна врска, право дел од телото, аферентна или нервна врска и повторно централниот нервен систем. Значи, ова би била аферентната врска и би била повратна врска во овој. Кога зборуваме за формирање на движењата, например, Берштейн ги има поделено некако во и воа, како се формираат движењата. Првото е рефлекс или личен. Давам нешто што не размислувам за него, нели? Не постои некој тонус, ајде да кажеме дека кај секој човек, дури во спиење, постои некој тонус, има некој рефлекс, има вродени рефлекси, ги зборувавме, мислам дека ги зборувавме, доколку не, сега ќе кажам, значи вродени рефлекси или безусловни рефлекси,
кои што се ги добиваме со самото раѓање. Па, например, цицањето. Никој не го научил бебето дека треба да цица, но едноставно знае да ги направи тие движења со мускулите за да може да прими храна. Нели, плачење, дишење. Со самото раѓање сите бебиња продишуваат и еве дишеме се уште. Дишењето се прави на база на контракција на интеркостални мускули. Значи, кога ќе се контрахираат мускулите, се шират ребрата и се прави база да може да влезе кислород во телото, нели, во белите дробови, а понатаму на ниво на база на разлика на парцијален притисок на кислород се прави некои таму пуферски елементи, механизми или како и да се нарекуваат, и влегува кислородот во телото, но во крвта, пардон. Но идејата е дека мускулите тие кои што внесуваат кислород, кога се ослоби контракцијата од интеркосталните мускули, тоа има дишување или експирација. Тоа се тие рефлекси безусловно кои што се научени, а потаму сите движења кои ги учиме се нарекуваат условени рефлекси. Значи наставникот кажа, пробајте сега да го видите женството напред со едно питање до поскокување. Тоа е некоја задача, условува, вели, пример, тоа е денесна тема. И пробувате да го научувате, тогаш ќе тоа нарекува безусловен условен рефлекс или мотивичка навика, кога се научува степен на автоматизација, ќе кажете понатаму дојдол. Сега, вториот дел кај формирање на движењата вид синергија. И јас можам да следувам движења, можам да работам, правам прецизни движења, Професоре, да. некако како да сецкате кога зборите пишуваат и во чатот. Да, се слуша многу сецкање кај вас цело време. И не се слуша добро. Добро, ајде секунда, добро што ми кажете. Дали се слушаме сега? Ајде, не разбрав, Ангел. Се слуша да сега подобро, би требало да нема сецка сега. Добро, окей. А што пишувам јас сум пишувал? Аха, пишува во чатот дека... Ние пишувавме дека сецка. Се извинувам, не го видов чатот. Да. Добро, окей, накратко ќе пробам уште еднаш да објаснам. Значи, Беришна зборува за овие 4 нивоа на формирање на движење. Првото е рефлекс, каде што одржуваме тонус. Второто е синергија, каде што има некоја здружена работа на мускулни контракции или на мускули. Па, например, веќе има некои стабилни шаблони, знае детето да се исправи, знае да се придвижи и така натаму. Третото ниво вели дека е, ова се се нивоа за формирање на движење. Значи, третото ниво вели дека е ниво на просторно поле. Значи, тука може да прими и сигнали од страна и да прими преку разни нели сетила, но и да го прилагоди движењето во средината, во однос на environmental, во однос на средината во каде што обстојува. А четвртото ниво вели дека ги користи, значи ова се повторно ќе кажам, до кој степен се научени движењата. Првото е дека само може да направиме некое движење.
Значи има прави мускулни контракции, па например дечињата, бебињата прават мускулни контракции, ама се хаотични тие мускулни контракции. Додека второто ниво веќе има здружена мускулна контракција, нели, па прави, знае да мафне и така натаму. Третото ниво веќе реагира на сигнал од надвор, па може да го употреби движењето, и четвртото ниво е кога, например, ја користи топката не за да ја шутне и не размислува на тоа дека треба да ја шутне топката, туку ја користи топката како предмет, сушност прави такви движења за да може фудбалската топка да ја смести во гол. Чи не размислува веќе како ќе ја води топката или какви мускулни контракции да направи, дали се прецизни или не, за да ја удри, шутне, води топката низ теренот, туку едноставно манипулира со објекти. Значи, тоа е последниот, според Бернштайн, ниво на формирање на движење, каде што ќе видите на друго објаснување дека движењата се веќе автоматизирани. Тоа значи дека не размислуваме за нив и предметите ги користиме во функција на нештата. Значи, ова е некоја поделба на така 4 нивоа според Бернштайн како се формираат движењата. Ова е интересно. Контрола на движење. Може на кратко само да изгледаме. Ова е фестивал на маски. Nous, c'est le Saouli. Ке мора да го... Nous, c'est le Saouli. Да не го прекинувам. Nous venons de la Côte d'Ivoire, précisément à Boisflé. Видете контролата на движење на нозете. Горниот дел од телото малте не се помрднува, а долниот дел од телото ги прави движењата. Сам да кажам дека луѓето се отворен динамички систем кој што може многу да прими да се флексибилен динамичен систем. Може многу да се менува, може многу да учи разни движења и разни структурирања да прави на движењата. Така, интересен пример е, но нели постојат и многу други примери каде што велиме дека се учат движењата на добар начин. Но поентата е дека како ги структурираме движењата. Океј, што ни е потребно за да можеме да се движиме? Нели? Или еве, нека биде за да учиме некои движења. За да ги управуваме движењата. Треба да има јасна цел, нели, да знаеме што правиме, исто како кога одиме на пазар, треба точно да знаеме што треба да купиме, не купуваме било што. И на крајот проверуваме дали е тоа што е купено навистина тоа што ни треба. Или јас сум планирал да подскокнувам со јаженце, а всушност сум шутирал со баскет на кош. Че тие се тие работи кои што ни се потребни. Сега, што представува моторичка навика? Моторичка навика, така, пишува овде нешто на кратко. Ја имам спомена веќе, моторичките навики се условени рефлекси. Значи, тоа се добро, испит имате или некој ќе ве праша од надвор што е моторичка навика. Моторичка навика е добро научено движење, доведено до степен на автоматизација. Што значи тоа доведено до степен на автоматизација? Значи дека јас не размислувам за движењето, туку тоа автоматски се случува. Како што, например, вие подскокнувавте со јаженце вториот, третиот час и не размислувавте дали нозете колената се исправени, дали движењето е правилно, туку беше правилно, нели го научивте, и во меѓувреме можевте да гледате како подскокнуваат другите или да, ако е праша некој за вашиот телефонски број, да го кажете. Значи, нема свесна активност во организирање на движењето. Тоа е автоматизирано движење. Моторичка навика представува добро научено движење доведено до степен на автоматизација. Ова е испитно прашање, едно, каде што не може да се помине без овој дел. Зошто? Не затоа што е моторичка навика, не затоа што Владимир одбрал,
туку затоа што ние зборуваме за учење на нови движења. И едноставно треба да знаеме да како се одвиваат движењата. Значи, како се одвива процесот на учење и што значи кога гимнастичарите ќе научат да направат добра склопка или тројно салто на, не знам, при двојно нека биде на вратило, велеобрт или нешто друго нека биде на вратило. Тие не размислуваат во моментот кога го изведуваат движењето, туку размислуваат за кој е следното движење што треба да го направат, но зошто не размислуваат? Затоа што движењето е направено како што треба, нели? Мислам, научено е до степен на автоматизација. Сега, некои движења постојано, нели, пробуваме да ги усовршиме и да бидат прецизни, па сега конкретно можеби во гимнастика некои сложени движења кои што се нема повторно ќе се проверуваме дали се добри, дали прстите на нозете се исправени и така натаму, дали добро изведена склопката, но кога возиме велосипед ние не размислуваме на начинот на одржување на равнотежа и вртење на педалите, туку можеме да зборуваме со другарите околу нас или едноставно да гледаме каде се движиме и тоа да не ни представува пречка. Значи, тоа е автоматизирано движење. Супер, ако имате нешто да прашате, слободно. И сега, да, овие тасови горе објаснуваат дека кога ќе се стават во равнотежа капацитетите и оптоварувањето, тогаш имаме некои баланси дури во однос и на учењето на движењата. Кога оптоварувањата се поголеми од капацитетите, тогаш, нели, зборувавме таму за тренирањето, може да настане и проблем, но секогаш е целта да се постави да биде во некој баланс. Исто и кај учењето, значи не треба да биде тоа учењето на движењето да биде премногу побарувачка активност за тие што го изведуваат, па на пример не може да дадете на 3-годишни дечиња да поскокнуваат со јаженци и да очекувате дека они ќе направат двојно свртување на јаженцето. Значи треба да се одбере активност која што е според нивните капацитети. Како се учат движењата? Нели, план, фаза на реализација, оценување. Повторно се вртиме тука некаде околу овој винер и кибернетика, каде што имам план, имам фаза на реализација, планот е од централниот нервен систем, фаза на реализација од системот кој што ги изведува движењето или управувањето движење и повратната врска е преку оценувањето или преку резултатот. Ја и се прашање за вас. Можеби сум го поставил ова прашање. Еве, скијање нека биде. Или вртење со јаженци. Дали наставникот ве учи да вртите со јаженци или сами вие се учите да вртите со јаженци? Сами се учиме. Да. Само наставникот дава насоки. Супер. Он е корекцијата, тој е повратната врска или оценувачката фаза и тој дава насоки дали е добро или не и доколку некој има проблем, тогаш нормално ќе даде предвежба, значи тука е методски за да помогне. Инаку учењето и усовршување на движењата е доаѓа од натре и е не е одговорност, туку е суштински дел на тој што го изведува движењето. Насила не може никој да ве научи на ништо доколку вие не посакате да научите некој ново движење. Многу постојано поставувано прашање на испит. Низ кои фази поминува движењето додека стаса до фазата на автоматизација или стабилизација на движење. Па еве ги тие некои тамо фази, 4 се, овде има 3 направени, но четвртата фаза е доле моторичка навика, значи генерализација, концентрација, стабилизација и автоматизирано движење. Генерализација, фаза на генерализација, значи дека ја изведувам подскокнување со јаженци, ама моите движења се хаотични, не се прецизни, ајде, не се хаотични, ама не се прецизни. Ги виткам колената, рацете одат горе, над глава, кога го вртам јаженцето, го промашувам јаженцето, не ги спуштам рацете, значи така, се протнува јаженцево, ама не е тоа, подскокнувам, ама употребувам огромен број на мускули и значи многу мускулни контракции. Затоа се вика генерализација, многу. Генерално се употребуваат многу мускули. Преведено на некој начин.
Затоа и генерализација фазата. Значи, употребувам многу мускули. Кога употребувам многу мускули, нема ефикасност во движењето. Треба точно ефикасни и точни одбрани мускулни контракции, кои што нели ние не можеме да мислиме сега, ајде бицепс феморис контрахирај се за да може да повлечам раката. Не, тоа го бицепс феморис за ногата. Но тоа го одлучува централниот нервен систем. И затоа велиме дека однатре нешто ги раководи движењата. Но сепак во оваа фаза, кога се учат движењата, има огромен број на мускулни контракции и не се прецизни движењата. Доаѓа следна фаза која што ете некоја концентрација, каде што веќе се приметува дека има некои усовршување во движењата. Фазата на стабилизација, да, јас го изведувам точно движењето. Го изведувам точно, стабилизирано е, арно, ама ако ме прашате како се викам, ќе го изгубам движењето. Значи, се уште централниот нервен систем многу влијае, не плие, туку помага при изведба на движењето. И последната фаза е фазата на автоматизација, каде што сушност велиме дека се создала моторичка навика. Движењето е автоматизирано. И овде вели нешто запис во централниот нервен систем или запис на Енграм. Ова е една теорија која што вели дека во централниот нервен систем, само да видам дали имам нешто следно. Да, супер. Во централниот нервен систем се случуваат некои врски, невронски врски, кои што осветлуваат патишта. За да ви биде јасно што ќе видите, например, замислете дека се придвижувате низ некој парк, среден парк, преку ден не е проблем да се движиме, но ноќно време, доколку нема канделабри или сијалици по патот, ние не можеме да се движиме, не знаеме каде одиме, во ќорсо како одиме. Не можеш да трнеш, едноставно е темница. Не го знам движењето, темно е. Арно, ама ако луѓето постават канделабри во паркот по патеката, тогаш е осветлен патот. Ако свети првата канделабра, ќе можам да дојам до нејзе, понатаму не можем. Ако светат неколку нанапред канделабри, тогаш ја имам веќе поголема информација за патот, кој што е осветлен. Па ние кога ги учиме движењата, ги осветлуваме патиштата. И сега, долу, ајде, текстот не е ни битен, оди многу брзо, но поентата е дека се употребуваат невронски врски. И на тој начин се инкубира меморија, се создаваат мисли и се објаснуваат овие концепти за идеи и така натаму, кога се оформуваат многу невронски врски во мозокот. Па гледате како светнуваат неколку сијалички или невронски врски се поврзуваат и едноставно тој пат е оформен. На тој начин се објаснува креирањето на љубов, некои од овие особиниве кои што се психолошки, па дури и болка. Имате фантомска болка која што ќе го прекинам овој дел, веќе не ни треба. Имате фантомска болка која што се создава од мисла. Значи, едноставно не постои физичка болка, но се создава фантомска болка, некоја така нарекуваат. Но се тоа се базира на база на креирање на невронски врски и се само да видам каде ги имам. Мислам дека ги имав на... Само малку, се извинувам. Не, ке морам да вратам, не ми е тука. За да објаснам уште една што е тоа малку ве прошетав, но поентата е дека оформување на овие невронскиве врски е еден вид на осветлување на патишта. Тоа сакав да го објаснам и според оваа теорија тогаш велиме ние дека правиме енграми. Значи енграме замислете како канделабри кои што осветлуваат некој пат. И еднаш оформени канделабри значи еднаш оформен пат, тој е присутен. Вие може да не возите велосипед подолго време, ама многу лесно ќе се вратите кон велосипедот. Или тоа истото и за скијањето. И сега, другата теорија на формирање другата теорија на формирање на движењата е преку овој constraints lead approach или пристап базиран на ограничување, каде што ние ги формираме движењата на база на
ограничувањата, така ги нарекуваат constraints, кои што нас треба да ги поминеме, едноставно не ги освестуваме на некој начин. И сега оваа теорија, кај нас, например, професорот Роберт Христовски супер ја има разработено, ќе имате контакт со професорот по теорија и методика на спортски тренинг. И многу работи на овој дел, каде што ги пробуваат да ги најдат овие методи за што всушност се случува при, нели, една така нова теорија за да може да се постави вистински што ние правиме со движењата и како ги организираме. Ќе ве оставам ова да го изслушате, накратко па можам да дадам и некој насоки. Make a video about it. Development of contemporary motor learning theory, specifically ecological dynamics, led to the birth of the contemporary coaching method, constraints-based learning. Ecological psychology is the first part of the puzzle. In 1979, James Gibson released a book about his ecological model of visual perception. The way an organism perceives an environment is key to how it acts in it. He discussed it in terms of affordances, which are opportunities for action available to organisms within the environment. He gave an example of how a water strider would perceive a glass of water differently to that of a human. Where a human would drink the body of water, a water strider would walk across it. He also has a quote, "It is the size of the cup relative to the size of the hand that makes it graspable." The next bit is dynamical systems. Dynamical systems is the maths behind it, and it looks at how systems interact. The key thing to know is that it's non-linear. There isn't a linear interaction between systems or linear development. Everything works in a non-linear fashion. Add these together and we have ecological dynamics, which is what underpins constraints-based learning. The key thing to understand is that the way a person perceives will determine how a person acts. The constraints on our perception and therefore action are broken into three areas. The first being the environment, which could refer to weather, such as wind, rain, snow, humidity. Значи, сакам да кажам дека овие се неколкуте клучни моменти кои што влијаат на would perceive a glass of water differently. На креирање на движењата. Па Dynamical што го кажа systems is the mass behind environment. this together, and we have equal understand is that the way a constraints on our perception and therefore act to weather, such as wind, rain, snow, humidity, playing surface, where we could have sand, grass, clay, hard or soft, or something like a slope, which could go up or down. The second is the individual. Each individual has a unique set of constraints, whether that be physical attributes such as height, weight, or limb length, or mental attributes such as experience, personality, or confidence. The third constraint is the task. Within the game that we are playing, we can change the rules, the number of players, the size of the field, for example, the time that the game goes for, or maybe we could change the number of goals available for players to score in. The combination of individual, environmental, and task constraints create emergent behaviours. Rather than teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own perception and experience. Супер. Што сакаше да каже? Дека, уште еднаш ќе го пуштам овој дел, само ме интересира. Actions through their own perception and... Значи, во креирање на движењата, структурирање на движење, креирање, учење на нови движења, влијае средината, значи сала, надвор од сала, дали сум сам, дали сум со некој друг. Влијае индивидуата, значи како јас можам да ги примам движењата, дали сум моите индивидуални квалитети. И третиот дел, значи еве го environment, individual, и третиот дел е task. Ние даваме задача што треба да се изврши. Но
и нормално комбинацијата од овие работи, environment, individual и индивидуата како нели субјект и задачата овозможува да произлезе некакво однесување, значи да излезе emerge behavior, да излезе некакво однесување, значи ние да се однесуваме. Но целта, последните неколку реченици што ги кажа, можда ќе ги пуштам уште еднаш. Action. Individuals learn implicitly and produce actions through their own action. Individuals what create emergent behaviors. Rather than teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own. Значи, насоката и препораката е наместо да им кажуваме на луѓето како да го изведат движењето, ние оставаме они сами да се научат. Доколку, нели, може и ефикасно, ако не оди, тогаш ние ќе дадеме некој помош за да може да се изведе движењето. Само тогаш има успех кога сами ќе направиме трансформација во себе. Значи не може некој за мене да направи 10 згиба. Еве едноставно објаснување. Јас морам да го извежбам тој дел. И затоа преку оваа теорија на учење на нештата се овозможува да на индивидуален начин да се научат нештата или движењата. И сега предходно беше објаснувано дека, например, постојат неколку методи, тоа е аналитички метод, каде што сега ќе учам, не знам, јаженце, поскокнување и сега првин ќе пробаме еднаш да го завртиме јаженцето. Па после ќе пробаме неколку пати да го завртиме од назад на напред. Па после ќе пробаме да подскокнуваме, значи аналитика, го раздвојуваме движењето. Вториот метод на учење синтетички, каде што одеднаш пробувам да го научам движењето, но според оваа теорија вели пробај да го објасниш движењето, нека го пробаат. Пробај да го покажеш, нека го пробаат. Не оди, нека го пробаат уште еднаш. Да проба индивидуата да се снајде да направи решение, да изготви план и да направи решение за движењето. Тогаш има бенефит од движењето. Меѓу другото што поголем фонд на движења, поголеми инграмски врски, ако одиме според онаа теорија, што значи дека поголем број на сијалички работат, вака пластично објаснато, и тоа може да се искористи како фонд или база за понатаму за апгрейд на нови движења. Нели, ние сме научиле историја за Македонија или за Европа, ама сега учиме историја за свет, ама веќе знаеме што е историја и може да очекуваме некои слични работи кои што се учеле во Европа да бидат и во светот. Поентата е акумулација на што поголем број на движења, но да се овозможи човекот, дечињата, да пробат сами да најдат решение за нештата. И еве еден конкретен пример имам. Ќе го погледнеме и ово. In this video, we'll compare an isolated activity with a constraints-based activity, using the theory of affordances to underpin our justification. Just so we're all on the same page, isolated activities are activities or drills repeated within an environment where there is limited solutions and are explicitly taught. We give players the how. Constraint-based activities are activities designed through the manipulation of environmental, individual, and task constraints to develop implicit emergent behaviors. Here is an example of an isolated ball mastery activity, Пазете го, изолирано using дава cones насоки. and poles as points of reference for movement. In this activity, players have been asked to dribble the ball around the poles without hitting the cones. The aim is to get it around all poles as. Значи идејата е, јас задавам ограничување и велам ќе ја водите, целта е да се води топката, ќе ја водите топката околу стапчињата и околу чуњевите или конусите. Значи наставникот задава активност. Доека ќе видите задава constraint, задава, значи задачи, tasks. Ама вториот дел, сега ќе видите, quickly as possible. Players have been given explicit instruction to keep the ball close by taking a touch every step and to only use the right foot. Ultimately, what we can see
Ова е is следниот players начин. perceiving and acting with reference to the poles and cones, and also the explicit instruction given by the coach, both things which are never present in the game. Here's an example of a constraints-based ball mastery activity, using an opposition player as a point of reference. In this activity, players are split into two roles. One person is a tagger and the other a runner. The aim of the runner is to avoid getting tagged for 15 seconds. The aim of the tagger is to tag the runner. Both players must be in possession of a football. The environmental and individual constraints stay the same. The task constraints have been manipulated. The size of the playing field, the number of players, the limited use of goals, and both players having a ball, along with the rule change of not being able to tackle and rather having to tag. One key to the motor learning theory that we have discussed is affordances. These are opportunities for action within the environment. Importantly, Значи, идејата беше дека може да ние да ги задаваме задачите или да дадеме некоја задача која што, например, само да водам топка. Не, задавам игра, а низ играта они ќе пробаат да ги усовршат овие техники на водење на топка. Значи, ова се така еден пристап кој што објаснува како се може да се, на кој начин може да се задаваат новите движења или креирање на нови движења. За моторички навики споменав, само да видам, да, овој дел веќе е кажан. На деснава слика овде покажува што значи кога првичниот план, значи ние треба да направиме некое движење во гимнастика, или преднажување високо со нога, телото во затклон. Така, терминолошки. И што значи кога го изведувам во првиот момент, значи според овој план 1, моето движење изгледа вака. Значи коленото некако, за прагматичен пример, коленото не е како што треба. Арно, ама повратна врска, повторно се навраќам, правам нов план 2, да, малку подобро е, ама вика наставникот или сам приметувам дека чекај, повторно коленово не ми е во ред, окей, нов план. Значи, сум добил информација, коленото не е во ред, свиткано е коленото, во получучнување сум се уште. Хоп, нов план и додека не дојдам до крајниот резултат, каде што навистина е идентично она движење што сум сакал јас да го направам со она кое што е зададено. Но овие фази кои што се поминуваат овде од план 1, пример до план 4, не мора да биде план 4, може од план 1 да го научите веднаш, некојаш ќе ни требаат 100 и нешто планови. Тука има учење, тука има усовршување, тука има напредок во движењата и во збогатувањето на искуството со движење кај човекот. Да, ова е во ред. Овој дел е всушност тоа повторно бештен каде што објаснува дека човекот ги организира секој пат своите движења од големиот број на елементарни координацијски команди кои веќе ги има стекнато. Значи, што поголем фонд на движења правиме, тогаш имаме можност за следното движење да го усовршиме на поедноставен начин. Движењата не само што го развиваат телото, туку го развиваат интелектот. Затоа, например, препорака би била, мене ме прашуваат моите пријатели, на кој спорт да го дадеме детето, нели? Сега спорт и деца, така, терминов спорт е нешто за мене спорт е нешто што е професионално или малте не блиску до професионалното, не мора пари да земат, да добиваат како плата тие што ќе го работат спортот, но сепак се работи за 4 до 5 пати неделно, задолжително тренинзи и така натаму, тоа е веќе спорт. Ама кога зборуваме за рекреативна активност, тогаш тоа е нешто друго, значи ќе го работам кога може, детенцето ќе работи кога може или во услови кога нели се чувствува пријатно, но нели на некој начин добро и да стекне некои навики. И сега прашањето е на кој спортска активност или на која рекреативна активност да го дадеме, дали е добра кошарката, да, добро е, дали е добар фудбал, добар е, дали е каратето добар и да не ги набројува мечување, борење,
атлетика, некој спорт ке промаша можеби. Да, добри се сите, па сега каде да го дадам детенцето? Прашете, искомуницирајте, видете кои се афинитетите. Некојаш ке сакаат нешто што вие не може да го замислите, виделе или носат нешто во себе како информација која што сакаат да го пробаат како движење. Но идејата е дека што повеќе спортски активности се пробуваат во рано детство, тогаш им овозможувате на дечињата што поголем број на енграмски врски да се формираат во мозокот. Тоа значи дека се освестуваат повеќе делови во централниот нервен систем во мозокот, повеќе сијалички се вклучуваат и ви имате соба со сијалички осветлена, наспроти на тоа, ако детенцата не пробуваат, дечињата не пробуваат движење, тогаш имате соба со една сијаличка. Која соба е посветла? Онаа соба што има поголем број на сијалички вклучени. И која соба или ајде, ако има поголем број на движења, што ќе ви помогне понатаму за следното движење да го научите? Онаа соба која што има поголем број на сијалички или искуството, што оние дечиња кои што имаат поголемо искуство во движење, претходни движења, тие полесно ќе се снајдат во формирање на новите движења. Пардон. Дали постои трансфер? Да, тоа е идејата. Постои трансфер од веќе формираните врски во создавање на нови во формирање на нови рефлекси или нови врски. Супер. Може да видите. Значи да не го читам. Каде сме ние како факултет за физичко образование или нашата активност како предмет, нека биде кај дечињата, во однос на учењето. Значи, она што го поминуваме низ телото е со огромно искуство и многу полесно се запомнува, отколку, например, она само што ќе се прочита, слушне, види и така натаму. Затоа, некои работи и покрај тоа што вие спремате за професори по физичко, треба да се поминат и на наставата. Конкретно, последниот час практичен, тестот 15-30 можев да го објаснувам 2 часа, како изгледа, но доколку не го пробате, нема да знаете со што се соочува испитаникот, како се изведува тестот на лице место и кои резултати се добиваат од тестот. Значи, со нештата кога ги правиме, помниме во поголем процент, отколку кога само теоретски обработуваме некои теми. Ова ќе го изгледаме до крај и може да видите на кој начин наставникот, дали е татко или се учител, не е битно во овој момент, пробува да го научи девојчето на возење на велосипед без помошни тркалца. И исто така гледајте ја на крајот реакцијата на девојчето. Дава мала помош. 5, 4. Kangaroos, they ride like this. Се со цел да одржиш што поголем баланс или равнотежа, што подолго да Get it started, very easy. The right pedal goes on the right side, hand on there, and just turn the pedal backwards like this. И се вратам. Заедно го поминуваат процесот на учење на велосипед. Значи, не му го давам на детето готов велосипедот и ајде вози, туку собира искуство во целиот процес, па може да приметите дека и заедно ги местат педалите. And magically, it tightens it up. Done. Tighten it up. That's it. Pedal on. Little wiggle. That's good. Right. Do you want to put your foot on there for me? That's it. And give it a scoop when you're ready. Look where you're going. Look at the horizon. Off you go. Wow, look at you go.
Приметувате дека му овозможува веќе едната нога да е горе, што значи уште поголем период на рамнотежа одржување. И целото тоа е низ игра. Свесно да учествува и тој што учи. Put my hand on your back, I hold you like that, and then you put your feet on the pedals. Okay, you ready? And then look where you're going. I want you to just pedal. Ова е Off you go. Let go of прво your brakes движење. and off you go. 1, 2, 3, go. Pedal. You're gonna pedal. That's it. And stop. Brakes. You do the wobbly bit. And you wobble. Can't wobble anywhere. You're not going to go anywhere. Keep your brakes on. Put your pedals, feet on the pedals. That's it. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go. Let go of your brakes. Off you go. And stop. Look how far you've ridden on your own. Wow! That's a long way. Do you see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And then I'll hold the bike. Feet on the pedals. Look where you're going. After Има еден трик тука, особено кај учење кај велосипед, може би го помтите, кога сте учеле, може би не, ќе се вратам назад на видеото, дека треба секојаш да се гледа напред, не во тркалото. on your own. 1, 2, handle growing out the back. And then I'll hold the bike. Feet on the pedals. Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes and you're going to pedal off. Okay? 1, 2, 3, go! Let go of the brakes, off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye-bye. Send us a postcard. Isla. Woo! Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes. 1, 2, 3. Go, let go of the brakes. Off you go. Wow. She's off. Нормално реакцијата на крај е таа која што ја знаеме сите. Јас имав толку во овој дел. Имате ли нешто да ме прашате? Еве на кратко додека размислувате, ќе кажам дека зборувавме за управување на движењата. Споменав моторички навики, кој процес поминуваат моторичката навика за да настане автоматизирано движење. Спомнавме constraints lead approach или учење на нештата на база на constraints, на не се препреки, туку се отпорници. Ограничување, точно, супер, браво. На ограничување. И мала методика, нели, дали треба да го аналитички да го делиме движењето или треба да му овозможиме на тој што го учиме да биде со него, со движењето, да го живее движењето за да може да го научи. И нормално, ако нема желба, тогаш е бадиела. Но особено кај дечињата, тие не знаат што ќе се случува и треба да бидете, и ќе бидете, знам, мајстори, за да можете да ги привлечете, особено во друга средина. Сега ако зборуваме кај овој моментов на учење со ограничувања, нели ја споменува таму и средината дека е многу битна, па замислете сега детенце на некој ски центар каде што дува ветер, е ладно и така натаму и вие побарувате од него дека треба да научи да се спушти по некоја блага патека. Значи се тоа влијае во
формирањето на движењето и ние треба да го имаме како информација и да имаме во предвид што се случува и нормално и ние го градиме искуството. Па препораките конкретно за скијање се дека треба да носите група максимум од 4 до 5 луѓе, почетници, било каква група, и почетници и непочетници, но нас не се случува да заради така немање доволен кадар, например за обука на студенти, мојот рекорд е 18 тотални почетници кои што проскијале и проскијуваат секогаш кога носам група студенти се тука негде, секоја се почетници, секоја се над 13-14, ама максимум биле 18 и сум успел да проценам дека за некој час или два тие веќе се спуштиле по жолтиот скилифт. Некогаш не успеваат, дел од нив не успеваат истиот ден да научат и да се спуштат, но тоа е проценката на инструкторот. Не дека сум ја, туку на тој што еве ќе води. Треба да процени дали можат, не можат, треба на скилифт да се качат, можат или не можат првиот ден на скилифт, но со тек на време тоа се стекнува. И нормално е. Различно е кога сте на 20 години, различно е кога сте на 40 или 60 години, па затоа некои повозрасните луѓе кои што даваат насоки за обучување на нови движења, знаат и некои финти што да очекуваат, како на пример дека возење на велосипед, кога учи детенце, сака да гледа во тркалото и на тој начин визуелниот апарат не помага или видот не помага при одржување на рамнотежа. Но доколку гледа на напред, тогаш видот помага во одржување на равнотежата и некои такви финти. И да заклучам, нели кога се учат движењата, секогаш треба да дозволиме да тоа е суштинска, органска промена на нештата или органско учење, да дозволиме искуствено да го доживеат движењето луѓето кои што го учат, значи да им овозможиме сами да се научат. А ние сме тука само да им овозможиме сами да се научат. Јас сега по втор пат толку имам. Доколку имате некој коментар или прашање, тука сум. Абстрактна е темата, но ако си слушате уште еднаш, тогаш мислам дека нема да има проблем. Ке престанам. Јас само сакам да додам преку лично искуство, преку пракса најпоќе се учи. Точно. 90% од нештата се учат со движење. Да. Не дека е точно 90, но нели огромен број. Многу голем процент се учи само преку пракса, преку лично искуство. Точно. Учење на нештата е и учење, например, на водење на час. Тоа повеќето од вас е на насока физичко образование. И тој дел треба да се научи. И тој дел низ пракса се поминува и искуствено се доживува. Па вие ќе имате настава по предметот дидактика и методика, каде што ќе држите настава во основни и средни училишта. Не е бадијала ставено, затоа што кога ќе завршите факултет би требало да бидете спремни да водите настава или да водите тренинг. На некој начин не е истото. Но во право е колегата дека со работење на нештата се како да кажам, не со мантрање, туку со делување и со работа. И